Јавното обвинителство најавува средба со семејствата на жртвите во Кочански пулс по поднесеното обвинение на крајот од оваа работна недела. Од обвинителството велат дека се подготвени на секое семејство прецизно да му објаснат детали од постапката во која во моментов се опфатени 34 лица. Јавното обвинителство стои на располагање и доколку семејствата имаат такво барање во следните денови ќе организира средба на која ќе ги информира за сите аспекти од поднесеното обвинение без да ја наруши натамошната постапка. Воедно блиските на жртвите кои беа на претходната средба во обвинителството добија и директен контакт и им беше посочено дека сите семејства на жртвите можат во секој момент во обвинителството во Кочани директно да се информираат за текот на постапката, велат за сител од основното јавно обвинителство. Опозицијата и денеска бара одговорност од врвот на МВР. Намерата на ВМРО-ДПМН беше јасна, да се амнестираат од одговорност сите, со цел таа да не стигне до директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев и до Тошковски. Сега, откако јасно дека директната одговорност е во МВР и како актуелната власт, оставки и кривична одговорност за врвот на МВР мора да има. Помина времето кога каблите беа виновни за пожарите, врати владеачката ВМРО-ДПМН. Додека тие посочуваа кабел за виновник за модуларната болница, тука има правда, втемелена на наоди на обвинителство и полиција, кои работат и слободно без притисоци. Работат без штитење на функционери, како што впрочем Заев на времето го штитеше Филипче. Освен основното обвинителство, постапка за пожарот во Кочани води и обвинителството за организиран криминал, кое во акција на почетокот на неделава приведе 13 полициски службеници кои биле на служба вечерта за време на пожарот. Александар Спасовски, Сител телевизија.